Гардероба, тутун, цигари се дел од најчестите шверцови во државата, вели директорот на Царинската управа Стефан Богоев. Тој посочува дека во следниот период ќе се утврди завршната статистика за годинава, што ќе ги покаже точните податоци, но потенцира дека тимовите на Царина имаат зголемување во бројките на заплени и откривачката дејност. Гардеробата, да кажеме, е една од тие работи. Прекурсори за производство на дроги, исто така имавме сериозна заплена минатата недела, што на крајот се испостави дека и дел од една посериозна мрежа која што имала и лабораторија на територија на државата, така да успеавме и тоа да го разбиеме. Често пати се случува да имаме и заплени во делот на нафта и нафтени деривати, например. Знаете дека традиционално на Балканот тутунот, цигарите секогаш се предмет на работа. Богоев додава дека еден од начините за справувањето со криминалот и корупцијата е дигитализацијата, во однос на која според него македонската царина е прилично напред. Тој посочува дека следната година очекува уште посериозна дејност со екипирањето на тимот во секторот за посебни истражни мерки и ставањето во функција на технологијата за тонско снимање и физичко следење. Очекувам некаде рана пролет да почне имплементација на паметните камери кои што заедно со софтвер за препознавање регистарски таблички ќе се постават на сите гранични премини. Дополнително очекуваме на граничниот премин Табановци и најверојатно на уште еден граничен премин некаде на почеток на пролетта и боди камери, телесни камери кои што ќе ги обезбедиме за царинските службеници да ги носат, така да сметам дека овие работи навистина ќе ни помогнат во зголемување на приходите и борба против криминалот и корупцијата. Во оваа насока Богоев ги спомена и беспилотните летала, тоест дроновите, кои беа презентирани пред неколку дена, а возможуваат поголема видливост како во текот на денот, така и во текот на ноќта, а има можности за фотографирање од далечина со висока резолуција. Ова дополнително е во корист на вршењето специјални задачи поврзани со откривање на организираниот криминал и корупцијата, заклучува Богоев.